прв чекор за користење на објаснувачките белешки е да го поставиме Excel фајлот кој ќе ни биде модел за понатаму кој ќе се пополнува од програмот. На страната MyGPM во Services во Excel збирката меѓу другите фајлови го има белешки XLS. Го селектираме Extract to и го бараме C MyGPM завршни. Океј. Значи тоа е модел кој ќе се пополнува од Excel, од програмот. Еве кај се наоѓа. На My Computer C MyGPM завршни. Еве белешки. Значи ова е празен файл Excel без вредности. Глобалните податци се делумно пополнети кои може да се искористат. Понатаму, во програмот, во финанси за претходната година, треба да имате најмалку верзија од 12.1. Значи за 2019, сега сме 2020, финанси, спремна завршна сметка со затворен файл, затворен налог и така натаму. Во Алиса, во дополнителните прегледи завршна сметка XML. Прв рефреш. Ќе почекаме да се пополни со податци, основни податци. Имаме три рубрики: белешки 1, 6, 7, 9, 10 до 20. Белешки 1 до 6. Кога ќе влеземе кај белешките, прва работа рефреш белешки. Ова е брзо, нема потреба од чекање. Имаме податци кои имаме овде комплетно празни табели. Сега, значи овие податоци се однесуваат на друштвото и од година во година ќе треба да се префрлуваат. Форма на друштвото, еве, JTD, кирилица ќе поставам, JTD. Други работи исто може да внесеме. И сега, да не ги пополнуваме сите овие податци, можеме превземи основни од Excel. Од самиот Excel файл, еве, ќе ги преземе во програмот основните текстови. Овие може да си ги коригираме. Понатаму, овие основни текстови, ако ги средиме за една фирма, можеме, кој ќе бидеме кај друг клиент, да се повикаме на овој клиент и да ги превземеме. Да не ги куцаме, да не ги внесуваме наново за сите фирми за кои водиме книгоvodство. Значи, ова се основните од првата страна. Белешки од 1 до 6. Понатаму, во табелите 7 до 9 и 10 до 12 имаме полиња за формули и полиња за вредности. Исто како кај завршната сметка, треба да ги пополниме со формули кои ќе одговарат на тековната и на минатата година. Важат истите правила како за завршната сметка, овие ДП, со тоа што е додаден, еве, ако ставиме вака, 120, веднаш добиваме вредност. Колку одговара на 120. Еве вака. Еве, минус 11,657. Ако ни треба негативно, ставаме минус. Ако ставиме, сакаме спротивен знак. Ако ни треба мината година, пред формулата ставаме тарава. Значи, сега, ако ставиме тарава 120, добиваме 206 состојба на 120 од мината година. Значи, таравата е дополнително или
Понатаму. Ова ќе го избрише. Значи, веднаш добиваме вредност за износот. А за да не почнувате од нула, веќе имате припремени некои формули кои ваша колешка ги има претходно тестирано. Не значи дека треба да се држите на овие формули, но убаво би било да не почнувате од нула, да си видите да имате еден старт. Како ќе го направите? Потребно е да за да ги активирате формулите, кои ќе ви важат за сите ваши клиенти, значи не важи само за текуваниот клиент. Во поставености, во главното мени, поставености, дозволена манипулација со цел документ. И овде веќе може да кликнете превзими препорачани. И комплетно ќе ви пополни со препорачаните формули. Овде случајно имаме само за 003 вредно, има и долу за материјални средства. Така. Исто за вторите белешки, препорачани. Во кај белешките 10-20 немам потреба за мината година да внесувате, бидејќи автоматски програмот ќе си ги земе од минатата година. Состојбите. Ќе ги префрли, ќе ги зема од текуваната и од минатата година. Значи, вака добивате одредени пополнети податоци за секој клиент и останува само да кликнете XLS. Се формира Excel файл од моделот, пополнет со податци, кој ако сакате можете дополнително рачно да нешто да коригирате. Значи, тоа е Excel файл, отворен Excel файл. И на крајот пополнет со текувната дата, книгодителот, управителот и така натаму. Значи, добивате Excel файл кој автоматски се снима во кај завршните сметки во 2019 година за таа фирма. И за да го добиете PDF фајлот кој треба да го прикачите, секој Excel е различен, меѓутоа наједноставно ви е CFS PDF. Или може да го печатите како на PDF принтер. Зависно како имате навика да креирате од Excel PDF. Белешки, во MyGPM завршен 2019, фирмата, белешки, само Publish и добивате файл кој е околу 800 мегабајта, 800 килобајта, кој може да го прикачите без проблеми на страната на УЈП. Односно на Централниот регистар. Значи, фајлот се наоѓа, ако треба отпосле да го прикачувате, се наоѓа во My Computer, C, MyGPM, завршни, годината, фирмата и еве. Белешки како файл, белешки како PDF. Како Excel, белешки како PDF. Значи, овде ќе се наоѓаат и табелите за 450 XML-от. Тоа е се.